Во Кочани се одржа протестен собир и марш по улиците на градот како дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, насочена против прифаќањето на платформата на албанските партии за формирање ново парламентарно мнозинство. Граѓаните се собраа во градскиот парк, а потоа со марш ги поминаа главните улици, со намера да се одржи собир кај трговскиот центар, но рекоа дека порениот дожд ги спречил да дојдат во поголем број. Со оглед што не се одржа никаков официјален говор, учесниците на маршот само кратко одговорија дека не го поддржуваат политичкото договарање зад затворени врати, а на штета на македонскиот народ и на државата. Нивните оценки се дека на Македонија не е потребна двојазичност, затоа што на тој начин таа ќе биде поделена и разнебитена. Сличен собир по пладнето се одржа и во Облешево, при што беа искажани идентични ставови за актуелните политички случувања, посебно со прифаќањето на платформата на албанските партии. Ние сме македонци, ќе останеме двојазичност, кантонизација на крај памет да не му е паднало на некого. Втората работа од овој собир сакам да кажам, дека во колку тие платформата не ја повлечат, континуирано месец-два, ако треба, значи од пато нема да се мрднеме. Никој не е омаловажен во оваа наша република, така да не држе место некој да се поиграва и со незиното име, со незиниот устав, со незините обележја и со други работи што овој народ нема никогаш, велам, никогаш нема да ги прифати. Во текот на денот немаше известување дали протестниот собир ќе продолжи во Кочани. Иако од маршот имаше најави дека учесниците имаат намера да ја остварат својата конечна цел, односно да се зачува македонската самобитност и сувереност.